А? Може. И you caught me by surprise, бе. Comcast ќе започне за кратко. Тоа 10 секунди има доцнање додека YouTube isпроцесира нашиот лайв стрим да го добие. Так, браво. Значи, после цели 17 недели, нешто повеќе пошто правевме паузи, 17 епизоди, конечно успеав да ве убедам да се врати на екраните оригиналната постава на Comcast. На Comcast. Ајде ми да кажи, што беше пресудно за овој таков битен момент? Болеста на Митко. Болеста на Митко. Значи, поздрав до Митко со своите 40 степени температура. 40 степени температура, па мораше ја и сега да се вклучиме како замена, односно оригиналната постава, што би се рекло од Comcast, да дојде да го спаси Comcast. Да, значи... Пошто секако имаме акции, Да. Од информациите разбравме дека дури Comcast прави повеќе пари од Сопетова кухиња. Апсолутно. Па ја и сега сакавме нешто да гребнем од Колачов. Не е проблем, значи ние не сме имале проблем да бидеме транспарентни нон-стоп. Сега, колку има вистина во мојата дека реунионот на Friends всушност беше оригиналната инспирација за реунионот на Comcast? Како, мислам, ние тука во Македонија барем сме искусни во тоа, штом ќе видиме некој тренд или некој интересен настан, веднаш онака се обидуваме да го симулираме или копираме тоа, така што нема потреба да негираме дека ова, мислам, под влијание на реунионот на Friends. Добре, јас знам дека ти си голем фан на телевизиските серии и така натаму и дека тоа тебе ти буди спомени. Вчера беше 90 години од постојањето на телевизијата. Имате ли вие, драг експерту, коментар по тој повод? Што паметно може да се каже после 90 години? Освен дека сега она разлика што ја правевме помеѓу стари и нови медиуми веќе рече се изгубена. Телевизијата се интегрираше во дигиталниот универзум. Социјалните мрежи, интернетот исто се поинтензивно се поврзува со телевизијата, така што може сега да кажем дека имаме медиуми, ни стари, ни нови, туку една нова форма или нова платформа на интегрирани медиуми и во таа смисла телевизијата продолжува да има свое влијание, посебно во Македонија, каде што него не изгубила, но вака гледано во глобално ниво, дека навистина тој процес е некаде при крај, значи на целосна интеграција на сите медиуми во една платформа за комуницирање, за поврзување, за стримање и така натаму. Кои ќе бидат новите медиуми? Мите сега, тајде заедно прашање. Ако сега овие стануваат веќе традиционални, односно, нели, нормални медиуми, кои ќе бидат новите сега? Па најверојатно да поврзаноста на нашето тело, оно како се вика кога го поврзуваме нашето тело со технологијата, ама она поврзано целосно, не ова, нели, да речеме, како уред, добро? Како уред го држиш во рака и сега многу често се случува, нели, да кажеме дека тоа е веќе кај нас станато во телото поврзано, меѓутоа се уште не е поврзано на начин во кој што без да го држам јас уредот во рака би можел да направам нешто со тој уред. Најверојатно комуникацијски гледано и не само комуникацијски, туку и развитокот на технологијата мислам дека би се движела во тој правец. Целосно инкорпорирање на технологијата во самото наше тело. Сега може некој да каже тоа дека е страшно, тоа дека е лошо и така натаму. Меѓутоа она што барем за мене е фасцинантно у последно некое време е истражувањето на таа тема за вградување на протези на луѓето кои што изгубиле рака, нога и така натаму поради некоја причина. И тоа поврзување на технологијата со телото за мене делува давање можности на луѓе кои што поради некои причини им биле одземени тие можности. Сега тоа е нели за некој што има некој физички недостаток, па може да го надополни. А од друга страна тука во однос на комуникацијата можеме да видиме многу работи кои што ќе се променат и на начинот на примање на информациите, во кои што ти нема да мора да бидеш зависен од еден уред кој што ти го држиш во рака, туку ќе можеш да ги примаш информациите преку твоето тело. И сега тоа е подалечна иднина. Меѓутоа овие традиционални медиуми што ги 90 години еве Дарко овој спомна дека направила телевизијата,
И кога го праша сеат као што ќе се случи со телевизијата, мене 90 годишен старец најверојатно кај и да ќе умре. Ама не мислам дека тоа ќе се случи многу брзо, а и самите гледаме дека телевизијата сама си се променува, си се прилагодува на некои нови работи. Еве, да земеме глобално Netflix се отвори. Така. Дома поминува 2 до 3 сата сега Пред телевизор. Пред телевизор на Netflix. Пред уредот телевизор. Пред уредот телевизор, да, сега нели може пред екранот. Можеме да дискутираме дали тоа е повеќе телевизија или не, меѓутоа пак јас пред телевизор го поминувам времето. Исто со НБА, гледајќи НБА, која што претходно ми беше единствениот извор за гледање телевизија, пак преку компјутер, преку НБА Лиг Пасот, меѓутоа телевизијата за мене не е мртва, може само да го промени. Пред неколку години во еден легендарен пост на комуникација, нели оригиналниот дом на нашиот ни Комкаст, сега се обидуваше да направи нова дефиниција на тоа што е медиум. Мите спомнуваш се ти нели биодрж, не да е вградување комуникации, собирање на директни информации. Дали зборуваме сега за канали на обезбедување на информации и испраќање на информации или зборуваме за медиуми, пошто во таа форма дали е тоа медиум и дали ќе адаптираме одново дефиницијата за медиум или всушност ќе се откажеме од зборот медиум и ќе се тераме понатаму по тоа комуникација, размена на информации, канали различни и така натаму. Сега? Па тешко е од оваа перспектива да се каже, но може со сигурност да претпоставиме дека оние работи со кои што досега сме ги опишувале овие феномени во комуницирањето ќе продолжат. Например, оно кога ќе кажеш да ти свртам на телефон, иако таквите телефони со вртење одамна се изумрени, веројатно ќе се преслика и за поимот медиум. Значи, ние ќе употребуваме термини претходно користени и за нови феномени. Во таа смисла, веројатно и во популарната култура, и во научната мисла, и во текстовите, анализите, ќе се користи се уште тој класичен поим медиум, но во суштина еволуцијата оди во правец на една интегрирана дигитална платформа на која што сите други се комуникацијски канали. Значи, јас сум повеќе за ова дека светот се развива во функција на мултиплатформа платформа за мултикомуникацијски канали и како тие се поврзуваат меѓу себе. Значи, тој медиум е малку поархаичен тип за мене, според моје мислење, но не мислам дека ќе изумре, ќе продолжи да се користи. Ајде мала дигресија да направам, пошто ви најавив дека имам едно специјално прашање за вас. Сакам да открием уште една мистерија. Океј, свативме зашто реунион правиме денеска. Тоа е тргнато ради Friends, нели? Obvious. Прашањето е зошто не сте дел од видеокомкастот? Дали на вистина се плашите дека ќе се познае на видео дека многу ви е падната коса? Ова мито да кажеш. Знаеш, многу интересно кога размислував преска што би кажал во Комкастот, ако нешто као поставиш некое прашање, као направи некоја ретроспектива што се променило во комуникацијските алатки, односи, шеми и така натаму. Јас сакав да кажам, па освен тоа што ми попаѓа коса и ми обеле, и брада почна да ми белее, нешто поголемо случување, не знам што се случило затоа што не дека не пратам, меѓутоа не пратам за да бидам на ниво спремен за да можам као да зборувам во емисија. Меѓутоа да, точно е. Проблемот е косата опадна, ама за мене не е тоа вистинскиот одговор, затоа што јас трешерс на пример си. Да. Ама таму не е проблем, пошто сите кошакари се ќелави. Па не ми е проблем и ја да бидам малце ќелав. Добро, ајде сега да отвориме ретроспективата на Комкастот. Значи, јас кога пребарував преска таа заедничката фотографија од една од легендарните епизоди на оригиналниот Комкаст, нели, подкастот кој што беше на Радио Мов, сурфнав малку на комуникација.нет и сватив дека уствари сум заборил дел од работите што све сме имали, за што сме зборувале. Некои од работите и ден денеска ми звучат дека не се уште поминати како не се случиле. Не се случиле, дека доправа чекаме да се случат и така натаму. Ајме малце и како почнавме. Всушност првите 2-3 епизоди не беа во Радио Мов. Да. Првите 2-3 епизоди ги снимавме сами и ги продуциравме сами, аудио, немавме видео нели тогаш.
Меѓутоа за поради брзината и сакавме всушност и да одиме во живо и да опипаме како публика би реагирала во живо. Тогаш решивме и да оди емисијата и на радио МОВ во живо. Беше интересно, имаше некои емисии кои што изненадувачки добро беа слушани во живо, иако секогаш повеќе беа слушани од кога ќе ги качиме и аплаудираме. И сега е така со видеото исто. Затоа што можеби повторно на култура на on demand барање на содржина преовладува сега и затоа е можеби и тоа така. Значи тоа е техничкиот дел беше така. Меѓутоа се сеќавам дека некако слоганот ни беше зборуваме за општество и интернет или нешто слично беше така и интересно. Природа и општество нели беше интернет и општество. Така нешто, таму го земавме дека природа веќе не влегува во образовниот процес некако, па интернет и општество. И всушност сакавме да алудираме малце на тоа дека влијанието на интернетот врз општествените текови и градењето на општеството, односно преку овие нови комуникацијски алатки. Знаеме, секоја битна технолошка револуција што настанала во историјата донела своји општествени пореметувања и поместување од измислувањето на Гутенберговата преса. Не ми се верува дека ми почнал таму мобеца. Се звучиш како онаква експертна презентација од пред 5 години. Да дојдеш до новите медии. Тоа е, знаеш, најверојатно заради тоа тогаш го земавме. Меѓутоа, поентата ми беше друга. Меѓутоа, сега е многу би рекол како на Олвеб што зборуваше Дейвид Бирс, се извинувам, дека е смешно повеќе да зборуваш за дигитални маркетинг агенции и традиционални маркетинг агенции, дека исто така моментално е повеќе и смешно е да зборуваш што интернет ќе донесе или ќе придонесе. Он веќе е тука и постои. Проблемот е што низ текот на историјата многу ваквите технолошки промени се случувале долго и аналитичарите имале време да ги анализираат и да ги предвидуваат работите и да прават истражување на таа тема. Сега ние немаме време тоа да го направиме. Додека анализираме веќе нешто ново ни се случи, нови комуникацијски шеми ни се наметнуваат и многу е тешко да смислиш што ќе се случи. На пример, да земеме Facebook. Facebook пред 5 години кога го почнавме Comcast, на пример, иако имаме една многу интересна револуционерна тема тогаш кога тврдиме дека Facebook е новата телевизија. Меѓутоа тогаш нели ако кажувавме како Facebook е cool местото, сега веќе имаме, па ќе го спомнам Олвеб, дечкото од Берлин кој што Instagram го користеше, он кажа Facebook is boring. Зошто? Затоа што веќе бабата и дедовците се таму. И сега не можеш на вистина е тешко да направиш било каква обсежна анализа на какви промени направи интернет, вклучувајќи ги социјалните мрежи или нови медиуми тогаш што ги изборувавме, затоа што времето е прекратко. Немаш примерок. Во неколку од последните мои предавања со разноразни групи на пред се млади луѓе, дали од бизнис или од некоја друга сфера, повеќето бизнис во последните неколку месеци што ми се случува, намерно поставувам прашање дали некој чул за Web 2.0. И верувајте, вклучувајќи луѓе кои што се денеска прилично интернет нейтив, односно севи или како да ги наречеме на македонски искусни зналци и да речеме израснале со интернет, поима немаат што е тоа Web 2.0. Значи никој пат во живот не слушнале за Web 2.0. Како концепт. Значи оној технички фазата на техничкото разграничување што е ново во интернетот, пред да стане општествен феномен. Кога се уште беше на ниво на, мислам, ние го разбиравме дека ќе биде на ниво на општествен феномен, односно ќе биде многу големо влијание, но се уште тоа не беше масовно направено. Многу беше интересно. Некој во 90-тите дали знае кога настанала црно-бела телевизијата или дали се сеќа на црно-бела телевизија. Да, јасно. Не се сеќа, така и ова. Имавме веб претходно, па за да си дефинираме што се случува со новиот веб, моравме да измислиме некоја кованица која беше веб 2.0, само за да го одвоиме тој прелаз од едно во друг начин на комуникација, затоа што тогаш се отворија
по линијата на повеќе насочна на комуникација? Многу се промени начинот на производство и на креирање на содржина сега. Значи, еве денес имав прилика да разговарам со еден пријател кој што ми побара некоја листа на блогери и слично. Викам, не можеш веќе блог и блогер да изедначиш. Одвоени се. Значи, денеска тоа што порано бил блогер, сега е блогер, меѓутоа нема свој блог, него пишува на многу различни места, креира содржина, така да можеш да ги раздвоиш тие работи. Значи, ние тргнавме како текст, блог, па аудио, еве не сега видео. Ти со стречерси, нели повторно правите видео и така натаму. Имаме и анимација сега. Имате анимација. Чекај, јавна е, не? Јавна е, меѓутоа уште не е споделена. Добро, значи ќе ја биде споделена ексклузивно и експлозивно. Првата анимација за стречерси. Али не е на ниво на Цопетова кухиња. Не е на ниво на Цопетова кухиња. Значи сега имаш предизвик. Да. Прашањето ми е каде сме сега со содржина? Значи колку лесно, тешко и каков тип на содржина сега креираме? Од тоа да речеме ретроспективно назад кога ќе погледнеме. Помалце, повеќе, поквалитетна, понеквалитетна, ние лично, ти, сеат, ја или и генерално сите други? Според некои мои искуства и според доста, како да кажем, истражувања, се гледа дека содржината се повеќе се поедноставува и се визуализира. Тоа се главните трендови. Значи, дигиталната комуникација, интернетот и сите други платформи за комуницирање наметнуваат жестока конкуренција и луѓето немаат многу време да следат, да речеме, содржини кои што се долги или кои што треба да се читаат со саат или такво нешто. Значи, трендот е тој. Едноставни видео содржини, ефектни, добро канализирани, добро таргетирани, споделени, препорачани, контекстуализирани во однос на некои социјални кругови или некои комуникацијски, како да кажам, шаблони. Во таа смисла трендот е очигледен. Така што она архаично создавање на содржини, да речеме пишување колумни од 3 страни во весници па објавување на интернет, скоро да нема никаков ефект. Добро, не пишување на колумни. Колку сега, заради тоа што еве велиш визуелната комуникација, нели е повеќе на цена, повеќе се конзумира. Пошто за нејзи треба малце повеќе, да речем, труд за да се искреира. Колку лично ти се воздржуваш да искреираш некоја содржина, оставаш ете така да помине нешто за нешто што, да речеме, порано би пишал текст, би искоментирал, би напишал блог пост или нешто слично. Да, тоа е многу добро прашање или забелешка. Што се случува? Значи, сега не сите има доволно вештини да креираат вакви многу, како да кажам, усовршени или еволуирани видови на содржини кои што добро поминуваат. Значи, треба доста вештини и графички и содржински за да вие спакувате нешто конкретно. Така што имаме еден феномен каде што производителите на содржини се намалуваат, бидејќи во таква жестока конкуренција веќе се проречуваат креатори на содржини кои што навистина може да понудат нешто квалитетно и нешто што добро поминува. И во таа смисла се намалува бројот на луѓе, иако сите имаат достап, пак содржините се вртат околу неколку клучни креатори на содржини во сите сфери, дали е тоа, не знам, opinion making, дали е тоа одредени сфери како што се филм, уметност, спорт и така натаму. Добро, да, фактот дека бројот на нели луѓе на продукција или како и да се нарече на извори на информации кои што креираат оригинална содржина се намалува, но од друга страна па се зголемува бројот на медиуми кои што ја репродуцираат таа една иста содржина. Значи ја реобјавуваат, ја репакуваат, ја крадат, ја реемитуваат на речи како сакаш. Значи од друга страна дали можеби сега зголемениот број на вирална содржина што имаме, нели содржина која што брзо се шири, е под влијание на тоа дека имаме помалку оригинална содржина, па нели да имаме повеќе, помалце пати ќе се реплицира, односно ќе се споделува. Сега имаме помалце содржина и тоа што го имаме многу полесно го дистрибуираме. Не знам. Мислам сега ме натера да размислувам нова сега. Да. Првичното прашање, каква содржина споделуваш, па како ја гледам јас сега и содржината и зошто, например, нешто правам.
Многу често у последно време ме фаќа носталгија да пишувам текст. Напишав блогпост вчера И на комуникација. да, ме фаќа носталгија да пишувам текст, меѓутоа проблемот ми е што кога и да седнам да пишувам текст, сваќам колку е тоа тешко. Да. Особено после излезен од ретуна неколку години кога не пишуваш текст, туку се повеќе пробуваш да комуницираш визуелно, низ нешто што би го објаснило тоа што сакаш да го кажеш, дали преку фотографија, дали преку видео. Тоа беа начините, промената на начинот на комуницирање моја од текст спрема овие денешни работи. Значи се повеќе користам и фотографија и видео во однос на комуницирањето. И на крај сваќам нели колку е тешко да го напишеш текстот, затоа што таму структурата и осмислувањето оди многу побавно. И самото куцање оди побавно и најверојатно нервот наш дека ова е предолго, дека ни треба нешто инстант, не спречува да го направиме тоа. Концентрацијата што ти е Концентрацијата, потребна. да. И ако преминам сега на нешто оно што се случува за мене моментално, прилично ме фасцинира како одредени главни играчи на пазарот на комуникација, особено на видео, ги менуваат начините на производство на самите содржини. Сум гутнал хаштагот иначе од видео. Нема врска. Кажеш да нешто ново. Да. Значи тоа последно ми е најприметливо кај Facebook, затоа што нели Facebook кога реши дека ќе влегува на пазарот со видео, Да. го наметна оној тренд на автоматски пуштање на видеото без аудио. Да, аутоплей, да. И сега цела таа индустрија која што произведуваше видеа треба да се прилагоди на нов еден канал во кој што повеќе аудиото не е доминантно. Порано се викаше може да имаш најдобрата слика, ама ако немаше аудио, џабе ти е видеото. Џабе ти е видеото. Може да имаш перфектната слика. И сега имаме еден проблем. Може ти да го имаш перфектното аудио, ама ако тоа во првите 5-6 секунди видео не всушност каже за што зборува, Да. тогаш имаш проблем на Facebook. Ја сами од себе се фаќам како скролам низ фид и гледам видеа без аудио и ги разбирам сите. Така. Зошто? Затоа што сега научиле луѓето да продуцираат видеа кои што користат доста текст. Многу интересно. Користат доста текст за да може да го пренесе тоа што аудиото не го слушаш. Еден од најбрилјантните начини, мислам, до сега е оној, не знам дали они го имаат измислено, меѓутоа има она што ти ми го прати да го видам како сајт, Наудис. Еден од најбрилјантните. Имаат AJ, Наудис, имаат сега гледам со Huffington Post соработуваат доста. Да. Меѓутоа тоа е еден од најбрилјантните начини за пренесување на денешна информација. Затоа што имаат кратки видеа и видеата најверојатно не ги создаваат они, туку ги зимаат од некаде. Компилации се сите. Да, зборувам оригиналните видеа. Нема оригинална продукција. Да, они немаат оригинална Нема. содржина направено, меѓутоа прават компилација од се. И многу интересно е што ја вклучуваат таа цела гиф култура во самото видео. Не е гиф, меѓутоа видеото ги вклучува такви моменти на гиф. И за мене мислам дека моментално тоа е еден од начините како да допреш, ако зборуваме сега за информација, пренесување, класични нели медиуми, што да прават медиумите така натаму, како да допреш до новата публика. Имаше многу голем фактор за ова што се случува сега тука. Неколку дена пред оваа недела Facebook објави многу статистики поврзани со својата доминација и со својата големина, што вклучуваат број на корисници на сите нивни алатки, односно апликации, вклучувајќи и Instagram и WhatsApp и слично. Меѓу другото извадија информација за нивната заработка и кажаа дека заработката од реклами и прикажувањето на реклами во рамки на нивниот систем, во рамки на Facebook, 80% е на мобилен уред. 80% на мобилен уред. Ваковиот тип на содржина всушност е под влијание на мобилниот уред. Затоа што ти во разни ситуации го имаш мобилниот во рака, не можеш да пуштиш глас. Немаш слушалки секогаш во телефонот ставено. Посегаш. Едноставно ти на самиот мобилен дури да немаш аутоплей, ти кликаш плей и сакаш да го исконзумираш содржината. Така да знаеш, тој момент со 80%
мобилни корисници, тоа е сериозна работа. Мислам, ајде, кај нив е заработката од парите од 80% на мобилен телефон, Се меѓутоа, помали? Се помали или не? 80% е заработката од 80% е заработката како по канали. Да. Да сееш. Ама тоа до некаде би требало да биде помалку или повеќе блиску до тоа каде луѓето користат Facebook најмногу. Јасно. Значи, нели, тоа е целата приказка, мобилна култура, култура во движење и сето тоа алудира на се ова. Мислам, добро, сега има ли влијание за тоа дека помалку луѓе оригинално креираат содржина, пошто ако сега си ти сфорсиран на визуелна комуникација, многу потешко можеш да го скриеш својот идентитет. Па, веројатно да. Мислам на добра трага си. Тоа креирање на содржина сега добива, како да кажем, други патеки и доста влијае врз тоа како ние сакаме да се представиме себе си, дали да се брендираме, дали да се представиме како анонимни или да сме дел од некој тим или така натаму, така што испреплетени се тие работи, нема некоја кристално јасна слика или како да кажем нешто дефинитивно категорично да кажеме дека токму така е, но дека има влијание, сосема си во прав во таа смисла, можам тоа да го потврдам. Се повеќе луѓето, како да кажем, сега и социјалните мрежи и она што го пласираат на интернет, некако повеќе сакаат да се враќаат наназад кон масата, односно анонимноста добива повеќе на вредност. Можеби тоа е, како да кажем, детерминирано и од нашиот социјален контекст, како тоа во Македонија се доживува, но мој впечаток е дека анонимноста некако добива на вредност. Луѓето сакаат повеќе да гледаат, да конзумираат, отколку да креираат. Особено што такви содржини има многу. Што се шегувавме за трендовите и за Friends и за реунионот. Прекина конекцијата. Добро. Сега Сега ти се изгуби. Значи Ninja Potek се дека тоа. Ќе продолжам таму кај што застана сега. Значи во смисол на реобјавување, локализација на содржина, колку повторно се враќаме кон комуникација на маса која што сака да остане анонимна, бидејќи не ќе да биде активна во креирањето на содржината. Ајде мите да го превршиме мовето и додиме во делот со локална сцена. Дали уопште те интересира, следиш, имаш светли, пошто темни моменти имаме мал милион, за тоа каде се развиваме ние во поглед на овие мобите што ги зборувавме. Социјални медии едноставно интеграцијата цела. Затоа што ми се чини дека супер, имаме Netflix, имаме ваков екран, имаме онаков екран, се симултано конзумираме, имаме таблети, имаме телефони, имаме компјутери, имаме домашни киносистеми, се имаме, а понудата на пазарот ја немаме. Или немаме, туку само ние живееме во некоја таква изолирана мала група на луѓе. Најверојатно, не знам, премногу малку следам оно што се случува. Не можеш да не следиш, тоа е невозможно затоа што ако имаш Facebook и Twitter или уште неколку други социјални медии, не можеш да не следиш што се случува во Македонија, се знаеш и отприлика се примаш. Меѓутоа не можам да видам нешто што би го поврзано со оно што на светско ниво се случува. Зборувам за медиумската сцена. Почнувајќи од продукција, почнувајќи од начини на разбирање на каналот, дали си видел ти, да речеме некој медиум кај нас кој што би се дрзнал да направи содржина како на Одис. Дали првен треба да разбереш тоа дека Facebook сега овака прави нешто на мобилни уреди, па дека чеке битен е текстот затоа што луѓето можеби нема да го слушаат аудиото, значи него треба сето тоа да го осмисли и да го направи. И јас тоа не можам да го видам. Меѓутоа тажна е медиумската сцена во Македонија да се дискутира. Ја едноставно пред некое време размислував како тоа што го читав, самалце не ми е сега тука, ама ќе направиме на
поврзаност пред неколку години, кога ја и сега на конференција зборувавме за Бодрияр, и сега тоа го зборувавме некако како во теорија. Не верував дека симулацијата на медиумите, симулацијата на едно општество, симулацијата на целиот медиумски простор ќе успееме на вистина да го живееме за Бодрияр збори да знаеш да мора да побараме. Намерно ме исклучивте. Што ме мојата милена тема. Живееме, односно хиперреалност, медиумите кај нас што создаваат хиперреалноста, не верував дека ќе можеме на вистина во такво време да живееме. И сега во малку отиде во погрешна насока во однос на тоа што е Comcast. Меѓутоа, ако разработуваме општество, предходниот слоган, немам намера Union секој пат да правиме. Кажете се што имате сега, па после за лето ќе кажеме на една интересна за плейоф кој ќе за плейоф, да, плейофот кој ќе биде. Ќе кажеме на една интересна работа што сум ја приметил. Имаше една интересна работа кај Бодрияр кој што велеше дека во иднина или сега ќе нема центри на праќање на информации, дека ќе има многу мали центри на праќање на информации. И тоа во последно време можеме и да го видиме, дека има многу мали центри на праќање на информации. Сега, проблемот е тука кога тие центри на информација ќе носат одредено значење или демократизација на медиумскиот простор, а кога нема да носат. Ќе носат ако сите тие медиумски мали центри на испраќање на информација се независни еден од друг, а не контролирани од еден висок центар кој што ги дисеминира. Сега тука интересно може нинџата нема да се сложи пошто Пол Вирилио и Бодрияр малце и се неспоиви и се малце дијатрално спротивни во своите ставови. Меѓутоа има една интересна работа исто што може да се што може да се забележи. Пол Вирилио од една страна беше исплашен од развојот на технологијата која што ќе овозможува инстант случување, односно се да се случува во реал тајм. Зошто? Затоа што на тој начин го гледаше пренесувањето на тиранијата на инстант времето врз општеството. Што значи тоа во на Бодријаровсково ставање на информации. Сега кај нас имате многу мали портали, вебсајтови и така натаму, и тие пренесуваат порака. Меѓутоа сите истата порака ја пренесуваат. Значи го читаме истиот текст без смената бројка. И тоа ни покажува нас дека всушност одиме кон еден кој што ги има Пол Вирилио така викаше, зошто има фараонот камшик и узда, затоа што он го контролира времето и брзината. Тоа е најбитното нешто кај интернетот и во општеството. Он му кажува на коњот колку брзо ќе оди и он го запира колку бавно ќе оди. И така оваа поставеност Бодријаровска на мали центри на круг во сегашниот медиумски простор што го има во Македонија, не влече дека некој горе ги има камшикот и уздата и кажува колку брзо ќе се движат медиумите и што ќе објавуваат. И да призавршам со Бодрияр, пошто ќе мисли че батеријата да призавршам со Бодрияр, значи всушност него му се случува токму тоа што не го слушам. Ќе се случи токму тоа што он најмногу се плашеше дека всушност центрите такви не само што нема да носат информациите, не само што нема да носат повеќе значење, односно нема да разјаснуваат ситуацијата, туку колку повеќе центри на зрачење на информација, толку конфузијата во општеството ќе биде поголема. Затоа што веќе не можеш да го одвоиш вистинската информација од невистинската информација и премногу бунило. Последен пример за тоа, класичен, одлуката на судот, Европскиот суд, да забрани крштевање во Европа. Погрешна. Некој погрешно преведол и напишал во Македонија, сите медиуми го пренесуваат тоа. А сосема е спротивна одлуката. Одлуката е дека судот смета дека крштевањето не ги нарушува правата на детето на слободен избор. И сега гледате колку е опасна таа игра на мултипликација, слепа мултипликација. И сега тука Бодрияр, нели?
може да значи огромна демократизација затоа што претходно центрите на масовни медиуми одлучуваа што ќе биде агендата. Меѓутоа, во оваа ситуација па проблемот е дека Добро, имаше скорешно истражување тоа мим што го пуштија дека нели и емпириски се докажува дека всушност се копираат истите текстови, дека се идентични и така натаму. Сега, пошто мене батеријата на лаптопот ми е при крај, а ти си не врзан за лаптопот. Кажи ми дали после ова брилјантно излагање на нашиот колега Сеат кој што не врати во 2000 колега Мите, кој што не врати во 2006 или 2007 година во Стоунбридж хотел. Стоунбридж хотел со познатата професор доктор Парис Хилтон. Да. Дали ќе кажеш нешто да му кажеш, не е баш така. Требаше да аплодирам и тука да ја завршим емисијата, толку беше брилјантно. Ајде аплодирај, ќе кажеме се гледаме на интернет и завршуваме, тоа е тоа, шо? Не, сложувам со се. Значи тоа се представени теории, сега важно е ние да видиме во нашата реалност што функционира, не е важно. Можеби тоа функционира во некои други средини. Кај нас мој впечаток е дека се случува некој феномен, знаете, порано кога не знам, државата или општината ќе направеше некој кошаркашко игралиште и тоа е демократски за сите деца да играат, да дојде да се забава кој сака. Ама се знаеше, значи ние малите клинци игравме додека не дојдат големите и тие ќе не избркаат и играат. Значи има демократизација, но како да кажем, големите играчи кои ќе дојдат и кои ќе решат дека некоја тема им е важна, тие доминираат. И со содржината, и со трендовите, и со како да кажем, со opinion making, како тоа влијае врз јавност и слично. И ова е многу битен ефект, значи механичката репродукција на информации, кои што толку има информации, што не може да стигне некој да ги провери и медиумите имаат толкав потенцијал да ги репродуцираат и да ги шират во сите пори комуникацијски, во сите пори на општеството, што тоа е навистина една сила која што треба да не замисли и да не загрижи колку да речеме ако се протне некоја критична информација или нешто што може негативно да влијае, колку ние може да го контролираме тоа. Значи, во таа смисла, тој ефект, како да кажем, таа информацијска бомба со терминот на Вирилио е страшна. Значи, ние треба сите да покрај тоа што ги ползуваме предностите и корисните страни на дигиталната и на информацијската револуција, треба да се замислиме, значи, како и да се заштитиме себе си од негативните работи кои што таа може да ги донесе. Значи, во таа смисла на две нивоа оперира. Значи, еден вид на се по-засилена хиерархизација на играчите на пазарот на содржини информации. Веќе се разликуваат кои се клучните играчи, кои се големите играчи, кои имаат потенцијал и финанси, и ресурси човечки и секакви да продуцира содржина. И второ, значи, особености на платформата. Тоа инстантно да стигне до сите. И третото, ова што Мите извонредно го објасни и го илустрираше, значи, како ние да се заштитиме од работите кои што некогаш излегуваат од контрола. Јасно. Океј, дечки, ја мислам дека ова е... Доста беше. И поише него што се наделавме. Доста Facebook беше, го пошто ќе ја прашаш спомнавме. некое прашање, па ја ќе си одговорам тоа што сакам да го кажам, а не на твоето прашање да одговорам. Види, значи тоа е искусен opinion maker, ме свегаш. Не, како беше media maker. Значи, Media maker. користам оваа прилика. Од тројцата media makeri, да кажам, се гледаме на интернет. Поздрав!